По студио 10 велам добре дојде за Александар Туртевски. Драго ми што сте овде. Добро ве најдов. Овие вести ја покажуваат дека светот наистина е отиден во бестрага од Украина преку ова во Њујорк, па и кај нас. Земете учебник по историја, ќе видите што се учи. Битки, убиства, значи херојства некакви, можеби Добро, и ние учевме. Да, сите учевме тоа. Мислам, веројатно има нешто во нашиот ген што практично не тера да го памтиме тоа, да го паметиме. Многу малку се учи уметност, некаков алтруизам, многу повеќе се учат убиства, херојства, измислени, па и децата од мали се деформираат околу тоа. Кога имате премиери кои наместо алтруизам, ќе кажат аутизам. Знаете до кој ниво? Знам. Тоа е дел, тоа го покажува целиот систем на образование и едукација. Адвокате, добро, можно ли да е толку труло овој систем? Колку 30 години веќе, повеќе од 30 години независна држава, 31 година. И ќе го земам последниот случај, бидејќи таму можете и најмногу да ми помогнете во однос на одговорите. Прво, нечовечката дименсија. Второ, неколкуте лажни вести намерно или ненамерно. Некој ќе ви каже намерно ги пуштаат така, демек, за да го насочат вниманието на друга страна, па да се олабават сторителите на делото за полесно да ги прифатат, меѓутоа да кажете дека не е вистина, дека бил претепан, дека починал од срцев удар. Говорам за коментарот тот. Потоа од една се појавуваат снимки каде што вие гледате и едноставно прво ви се гади и не можете да сватите дали е возможно ова што го гледате и што се случува. Имате некој таксист кој што следи, па си заминува онака комотно си заминува целата ситуација. И тоа ќе веројатно брза помош и нема никој. Што се случува? Што е ова? Па јас би рекол ова е една снимка 1000 зборови или една снимка комплетен пресек на нашето општество. Нашето општество се огледа во оваа снимка и во однесувањето и функционирање на сите институции. Сега, јас ги следам социјалните мрежи, поточно Твитер и гледам дека таму луѓе се згрозени од однесувањето на оние што не ми наблюдувачи, што не интервенираат, меѓутоа, значи тоа е еден веќе вкоренет страв кај обичниот граѓанин да се обиде да помогне заради тоа што не знае дали таму имаат напаѓачите оружје, тие се спремни, значи да нанесуваат тешки телесни повреди најмалку или да извршат убиство и обичниот граѓанин си вели само јас да поминам овдека да куртулам, затоа што ако се обиде, значи многу често се случува спрема него да биде употребена сила, оружје, па да биде изложен подоцна на други притисоци. Значи, она состојба на неказнување и на излекувањето на сторители на кривичните дела, кои што во Македонија постојано се подхранува и расне практично со текот на овие 30 години, доведува до вакво, значи до вакви однесувања, меѓутоа причините се многу подлабоки. Причините се уште во нефункционални семејства, домашно насилство, конзумирање на дроги, она што би го рекол јас фрајерлук, као, значи, не се цени успешен професор на факултет кој што честно работи, кој што заработува честно. Идол на младите им се набилдани типови силеџи, па дури би рекол цртаните филмови веќе не се со порака дека треба да бидеш честен, дека ако лажеш ке ти порасне носот, туку тие се се нешто со насилство. Така што тоа е еден комплекс на односи, состојби, лоша едукација и домашна и во образовниот процес и неказнивост, значи едноставно и немање шанса, и тоа е факт. Многу млади луѓе кои би имале шанса да заработат пристојно, тоа зборувам пристојно за наши услови, значи да купи собствен стан на 28 години, да си купи кола, тешко можат да го остворат тоа и начинот на кој што се обидуваат тоа да го сторат е со криминал. Некако животот и онака ќе им помине во некаква сиромаштија, во некаква беда, па сега си вика да се обидам на некој начин со дилање дрога, со разбојништва, со кражби да дојдам до големи средства. И фактот е дека во последните, особено 15 години,
некако тој што е близок до владеачката гарнитура смета дека е заштитен и дека ќе помине лесно, неговото дело ќе го сокријат, што не мора да значи дека секогаш било така. Меѓутоа, таа свест на неприкосновеност, сега да не ги набројуваме, имавме случаи каде што за сообраќајка добиваат многу мали казни, за други работи се прикрива и тоа едноставно го еродираше целокупниот наш систем и резултатот го видовме на снимката кај во парк. Да, во случајот тот би малку сега сакав да се префрлам на ноќниот клуб кој што немал дозвола за работа и вчера како го затвараат каде живееме. Пак ќе повторам, тоа е слика на едно нефункционално општество каде што луѓето, функционерите, државни службите не ја вршат состојната работа се додека предметот, случајот не се подигне на многу високо ниво и јавноста додека не почне да врши притисок. Инаку тоа не е најтешката работа, најголемиот проблем во случајов. Во случајов е кај нас нефункционирањето на речиси сите институции тука се гледа. И една ниска свест на граѓаните за солидарност, оние сите што гледаат, тоа ви реков од која причина е веројатно, сите си велат сега јас, ако тргнам да му помогам на човеков, овие може да извадат пиштол и да ме убијат. Меѓутоа, никој не се јавува во полиција. Човекот е оставен да лежи. Она што разбрав, не сум сигурен, следам од социјалните мрежи. На видео снимките видовме. Меѓутоа, информацијата на крај дека после не знам колку време брзата помош го пронашла сам легнат доле на тротоарот и веројатно од тука тргнува проблемот, затоа што никој на брзата помош не им кажал дека тот добил многу силни удари во пределот на главата и дека паднал и дека ударил со главата на бетонот и дека подоцна е клоца. Брзата помош го наоѓа сам и накарал. Не е точно дека е примен без видливи повреди. Тоа е една работа морале да видат. Јас немам многу искуство од судска медицина, меѓутоа во случај на човек во безсознание, една од првите работи е што му се отвора вилицата да се види да не евентуално го проголтал јазикот, меѓутоа неговиот јазик бил скинат. Не знам каде го наште, можеби, значи тоа парче скинато од јазикот, тоа е веројатно од ударот во моментот и јазикот се прекинал, значи тоа предизвикало многу сериозно крварење, и тоа парче од јазикот можеби го задушил. Добро, и како во една ваква ситуација вие велите не е вистина, не е од тепачка, туку е од срцев удар, па дури има изјави од неговиот брат. Тоа не можам да сватам и одеднаш добивате. Тој што го дал тоа соопштение би рекол тоа е идиот. Значи, така избрзано решение, без да соопштение, без да ја отворите вилицата, каде што ќе видите дека има скинат јазик, а да дадете соопштение дека е од срцев удар, тоа практично ги навело другите органи да се однесуваат лежарно. Меѓутоа, тука е проблемот сега, овие очевидци, можеле, значи тие се десетина, морале да се јават во внатрешни и да кажат дека, требало, не морале, требало, значи граѓанска должност е да се јават и да кажат дека човекот беше нападнат таму, доби многу силни удари. Не може срцев удар сега да биде причината. Меѓутоа, сето тоа отсутствува. И плюс однесување на Карил. Значи, од она што јас имам читано во вакви ситуации, сега да не се правам стручњак, меѓутоа, ако имате огромен хематома во мозокот, во тој случај се пристапува кон отварање на черепот, затоа што смртта најчесто во таков случај кога мозокот оттекува, смртта настапува од притисок на мозокот на коската. Практично сам себе се оштетува од
од отокот, огромниот оток притиска на коската и коската го оштетува мозокот, значи се отвора черепот за да му се даде на мозокот простор да отече во таа ситуација колку што може и подосна со лекови тој оток да се намалува. Овдека очигледна една површност, една состојба као нема шанса, а многу битна работа за квалификацијата, за тоа за што ќе бидат обвинети овие луѓе кои што го сторија делото, е моментот на смртта. Значи, во јавноста се пласира една теза дека починал наредниот ден. Меѓутоа, значи, од кривично-правен аспект и од медицински аспект, смртта настапува во моментот на престанок на функцијата на мозокот. И тоа мора да му биде клучно барање на јавниот обвинител, значи, стручните лица да дадат одговор кога престанала функцијата на мозокот, затоа што од она што слушнав на Карел, била повратена срцева функција. Тоа не е враќање во живот. Значи, смртта настапува во моментот кога ќе престане мозокот. Срцето може да работи и по 10, по 15 дена, меѓутоа човекот е мртов. А од тоа многу зависи, ако може да се утврди, од тоа многу зависи квалификацијата, затоа што можеби ударите што се подоцна нанесени се веќе на мртов човек. Добро, ова како би требало да оди ова дело? Според вас? Ви кажувам, многу е глупо. Значи прво, не сакам, многу е глупо како да сум доктор кој што дава значи диагноза врз основа на најавување на гледач. Значи тоа не постои. Овде треба да се утврдат, овде оди по мене од тешка телесна повреда со квалифицирана последица со смрт. Значи до убиство зависи, треба да се испитува дали имале намера да го убијат, дали сакале, дали се подготвувале да го убијат. Може да оди дури до свирепо убиство, ако биле решени да го убијат. Значи, ако не били имало убиство од небрежност и така натаму на милион... Може да биде. Може да биде. Значи, сите тие околности се многу битни, меѓутоа многу битни, тие се практично двете битни околности. Што имале намера, сигурно нивната одбрана ќе биде дека имале намера да му удрат бокс без да почине. Меѓутоа, од кога е паднат па газење со штикли од озгора, тоа укажува на нешто друго, значи. Меѓутоа, ако е па претходно веќе мртов, ако престанала мозочната функција, тогаш некој може и да се спаси од кривична одговорност, затоа што не можете да убиете или да повредите веќе мртов човек. А тие околности кај нас се сметаат за неважни. Гледате, имате соопштение, срцева функција се вратила, па повторно се изгубила. Сосема, мислам, од медицински аспект, да, тие се должни да го реанимираат сето тоа. Меѓутоа, мора да има запис и не знам при обдукцијата дали е водена сметка за моментот на престанок на срцевата функција. Има методи со кои што на мозочната функција, има методи. Тоа е, значи, мозокот губи по еден степен од температурата на секој час. Значи, не знам, меѓутоа тие се работите кои што ќе треба да се испитуваат во овој предмет и многу е лошо да судиме на социјални мрежи. А за тоа сме мајстори. Тоа сме мајстори, значи практично не ги оставаме органите, тоа е недоверба, меѓутоа граѓаните по друга страна имаат право некако да бидат гневни на нефункционирање на државните органи. Да, социјалните мрежи имат и многу лажни вести. Да, има и со цел, со одредена цел, имате платени служби кои што сега го политизираат случајот веднаш, па сега ете, ВМРО почна да го политизира, па кој извадија слика, меѓутоа кој извадија слика на прво осомничениот со Мицковски, па подосна ајде да не го политизираме сега случајот, значи. Па потоа извадија дека бил веќе осудуван, не знам, во Словенија таму за дрога. Но
сиот ова девастирање на системот и ова голема недоверба кај луѓето во институциите мене ми е навистина фрапантна. Точно е дека ние имаме одлив на паметни кадри, точно е дека имаме одлив на луѓе кои што заминуваат од држава. Точно е да кажем и дека се партизира и администрација, дека имате партизираност и во здравствени. Ако може да ве прекинам. Ние со секоја промена на власта создаваме нови институции. Значи, ние немаме службеници кои што се на истото место 15 години и кои знаат како се постапува во ваков случај. Значи, кои ги следат протоколи, значи протокол за однесување. Значи, имате сега во МВР службеници што се многу ниско рангирани, кои што се нови. Значи, имате она што го викаме ние партиско лепачи на плакати и сега тие се во една цела структура и таму имате човек што сега во ваков случај се прв пат се соочува со ваква работа. Тој може би има најдобра желба, може и да е бистар. Меѓутоа, искуството е многу битно. Нашите институции немаат меморија. Па дури и на Карил. Вака. Замислите, ви доаѓа човек, ви носат млад човек, 27-8 годишен човек, со некакви се уште витални функции, со нешто, може би работа на срце, не знам околу тие детали. Меѓутоа да не му отворите вилицата и да видите дека јазикот му е прегризен и му се наоѓа веројатно во ждрелото или во дишникот и дека тука има огромна количина крв и да дајете соопштение срце фудар, тоа значи ние немаме што да се занимаваме. Посебно ви реков, значи ако имал мозочна функција и тешко крварење во мозокот, лобањата черепот морала да биде отворен, меѓутоа кај нас сето тоа е, значи човекот немал роднини тука да реагираат и овие ги донеле во заблуда со соопштението дека има срцевудар. И јас го видов тоа соопштение, дури семејството од Хрватска нешто така реагираше. И значи нема некој човек за него да интервенира, да бидат превземени најсериозни медицински мерки. Значи, имаме ситуации каде што човек во сообраќајна несреќа е малку допрен, паднат на асфалт, го носат на лекар, не наоѓаат ништо, му викаат добро, оди си дома, човек во години, после 3 дена му се влошува состојбата саме дома, некакво малецко, танко крварење во мозокот, после 4 дена човекот умира и сега човеков што го допрел со моторче го судат за сообраќајна несреќа со смртна последица, иако смртта можела да биде апсолутно да не настапи, да се направи ако лекарите го ставеле на томограф. Меѓутоа, го пуштиле дома, нема проблем, не ти е ништо. Да. И имате обратни ситуации каде што ви се набилдуваат повредите, па да земете поголеми одштети, но тоа покажува целоста трулост, ја покажува новој систем. А ние немаме систем. Значи треба работите да ги нарекуваме со вистинското име. Ние немаме систем. Ние имаме хаотично едно општество кое што реагира кога јавноста ќе почне да врши притисок и тогаш значи гасиме некој пожар, ние немаме систем. Добро, и сега вака кога зборуваме, бидејќи ве се согласуваме, мислите ли дека го зголемуваме уште толку повеќе ја зголемуваме недовербата на јавноста кон институциите? Ова што го зборувам, јас не можам да го прикривам. Сега ние не можеме да кажеме ни дека супер се функционира, додека не се јави. Немојте да го барате тоа од мене. Не од вас. Иако не се јавија Хрвативе, веројатно не може да се премолчи. Сепак тоа е еден од сегментите кои што успешните општества ги прави успешни е јавност, што не може да се замолчи. Еве само еден пример. Пред неколку месеци председателката на норвешкиот парламент си поднесе оставка затоа што според нивните правила може да користи службен стан само ако живее 40 километри подалеку од парламентот. Таа живеела 38
километри, пазите, водете сметка, таа е претседателка на норвешки парламент, најбогатата држава, каде што секој граѓанин во норвешкиот солидарен фонд има преку милион долари, евра на негово име, мислам практично на негово име, и тоа се работи за 40 квадрати стан, само за тоа што живеела на растојание од 38 километри, а користела службен стан. Тоа зависи како ги мерите, по која улица ако оди, жената поднесе оставка. Кај нас веќе никој не реагира, еве имавте афери советници, едно чудо во општина Тетово. Значи таму тоа е, значи злоупотреба од 300.000, 400.000. На пратениците со патарини. Тоа, да, имате сега советничка, една, она нестудената конзулка во правобранителство, па некоја ќерка исто, дали на секретарот на правобранителство исто, ставено на список советничка, па Заев имаше 70 на луѓе што не можат што да прават, немаат што да прават. Советници, јас ги нарекувам тие луѓе што сметаат дека имаат VIP потреби и она што не можат да го заработат на слободен пазар го добиваат како фиктивни советници. Сега, тоа по мене е кривично дело. Ако вие сега злоупотребувате функција премиер, да на 70 луѓе што нешто за вас направиле, некоја приватна услуга или некаде напишале статус на Facebook за во ваша полза и вие го ставате советник, он да зима 40-50 илјади денари месечно, а тоа трае 5 години и никој не се вознемирува кај нас тоа. Значи, злоупотреби на службени возила, тоа не е, веќе ние како општество немаме сила да ги спроведуваме законите. Тоа е толку масовно што веќе правосудството нема капацитет и тоа веќе е принудено да се концентрира на вакви покрупни настани, а она масовна корупција, таа веќе не се санкционира. Сега правосудството дека нема капацитет е прилично сериозна диагноза и тоа е практично рушење на систем на една држава и не само правосудството, целокупниот амбиент, почнувајќи од, како споменавте ви, од семејството преку домашно воспитување, образование и така натаму. Дали сме ние пред колапс? Па ние сме одамна во колапс. Во колапс? Значи, во една прилика давав некој интервју и еден разговор имав со некои луѓе од надвор и кога ме праша што мислите колку луѓе, колку, значи, отприлике предмети би можеле и требало да се отворат, мојата слободна проценка некоја беше дека десетина илјади случаи ќе треба да се отворат ако одиме со доследно почитување на законите. Меѓутоа, нашето едноставно тоа е како болница. Не можете во болница со 300 кревети да ставите 10.000 луѓе. Значи, по некаква линија на помал отпор се отиде тој, значи, релативно ситен, меѓутоа не е ситен криминал, по општини, по мали јавни набавки, по злоупотреби на возила, по именување советници, јадење во кафани, па и тоа ако секој ден 40.000 денари јадат по кафани со службени картици, па ако пријателките си ги вработуваат советнички да им бидат некаде на некој платен список, па не на едно место, на 3 места, на 5 места, на 8 места, тоа не е мал криминал. Меѓутоа, ние како општество веќе тоа го прифаќаме и тоа ми личи на еден меѓупартиски договор на двете, би рекол, банди, СДС и ВМРО, а дуи е константа. Значи, во нивниот дел никој не закача ништо, што сакаат прават, а овие, кога се во опозиција, тоа го сметаат за инвестиција, 4 години ке чекаат да дојдат на позиција, нема да ги гонат и они претходниците нив, заради тоа што продолжуваат да го прават истото. Веднаш нивни фирмичиња некои добиваат тендери, советници се именуваат нивни, тие одат во кафани, тие јадат на државна сметка, тие си ги вработуваат пријателките на солидно платени работни места. Еве, видовте дека, еве сега, например, бевме тука пред некој време со Ване Цветанов. Го именуваа на некоја измислена функција, и му измислија некаква институција кај што го ставија директорот, он ја зема жена му да работи таму.
Мислам, наводно без плата, ама да го следи сегде на патувањата, да бидат платени сите сметки. Мислам, тоа е еден случај, меѓутоа имаме десетици илјади такви случаи, а сите тие се кривично дело. Ми отиде паметот на друго место, во која смисла кога велите дека сме одамна ние во колапс, меѓутоа мене ми е многу фрапантно ова 8% доверба во правосудни органи или во судство, во 92% од луѓето да не веруваат, навистина. Сакав да кажам ова, сега бидејќи ги споменавте ДУИ. Тамо никој ништо не одговара. Јас го кажав тоа. Овие двајца очи си вадат. вадат. Паѓа коалицијата и сега во тој што сака да направи, можеби, ако се погоди некој што сака да направи нешто, неговата партиска структура ќе го поучи дека не чепкај таму, заради тоа што ние нема да бидеме власт, ќе се вратат другите или ќе дојдат друга гарнитура што нити тоа ќе го направи ни ова. Па дури и по степен да излезе униформирано лице и да каже се удри во пајак. Така. Да? Апсолутно. Апсолутно. И се премолчува тоа. Се премолчува, си наоѓаат оправдување во име на повисоки цели. Повисоките цели се демек еве сега сме пред влез во Европска унија, па тогаш ќе дојде камшикарот, па ќе не тепа сите. Како што рече Заев. И него му требало камшикар, ама еве не доби камшикарот, иде сега во историја. Бе добро да ја фатеше метлата можеби на време. Можеби ќе завршеше работа. Да не се вмеша Хрватија, да не изреагира. Мислите дека и овој случај ќе се Не. Мислам дека обдукцијата, значи, сепак тој процес се снима, јасно треба да зборува тој што води, значи, обдукцијата, да покажува, тоа се снима и тука ќе се видеа, значи, мислам дека брзо се виде подосна дека има хематом, дека има огромен... Па добро, да, но потоа излегува некој од медиумите со изјави од братот на сега починатиот тот, дека починал од срцев удар, па почнавме ние новинарите. Не знам дали беше тука, веројатно некој му јавил таму. Му јавил, видете, сега кој ќе ви сева институција здравствена да ви каже имаше срцев удар, што може да каже човек? Што може да каже човекот? И сега, јас, прашањето ми е во која смисла дека ние како јавност чинам дека сме зашмаени, не е поентата сега ние на Фейсбук што ќе искоментираме и јавност да ќе осудува, ќе реагира и сега институциите треба да реагираат, по тоа пази на Фейсбук не пишуваат ломне права да тргне. Па ај замислете уште и да не е тоа. Тогаш ќе бидеме Русија. Па не. Тогаш ќе аплаудираме за нападите врз Украина. Значи, ако не е таа можност, каде што сега јас гледам на Твитер има многу разумни луѓе. Не, и на Твитер и на социјалните мрежи има разумни луѓе, меѓутоа нели ги споменавме, има и еден куп ботови кои што се обидуваат сите тие да ги втурнуваат во... Меѓутоа, тоа се знае, значи сега еден бот има 30 следачи, 50 џабе што 50 луѓе, ама знаеме јас и вие, не знаат голем дел од јавноста. Меѓутоа, немаме друго едноставно оружје. Оној разумен свет што се уште има енергија да се бори, тоа му е... Едно е јавноста, друго е веќе ја преценува видата и кај нас новинарите. Да не се преценувам, да не се фалам, меѓутоа, додека беа се уште свежи СДС, на мој твит, јас напишав дека директорот тогашен што беше поставен на Агенција за развој на туризмот, отиде со... И дека веднаш го смени. Отиде во Јапан и во Аргентина со бизнес класа да развива некаков авантуристички туризам и веднаш го сменија. Тогаш беа тазе. И можеби беше од најнезначајниот дел од коалицијата. Мислам дека беше од Дом. Меѓутоа, сепак тој притисок на јавноста многу работи. Сега нема време веројатно емисијава да ги анализираме многу случаи каде што под притисок на јавноста и на социјалните мрежи беа принудени да реагира. Ама не, јас сакам да кажам дека проблемот е што мора да реагираат јавноста пред институциите на социјалните мрежи. Немаме друг избор.
Значи, многу од работите кои што се процесуирани би паднале во заборав. Например, Рашковски. Не сакам да преюдицирам дали има или нема кривично дело, не кажувам професионална обврска ми е тоа. Меѓутоа, Заев излезе со барем 10 изјави дека он смета, и тоа беше премиер, дека таму нема кривично дело. Меѓутоа, многу опасна една изјава имаше, многу симптоматична, која што мора да се зема секогаш во предвид. Рашковски во еден момент кажа нека ме пуштат, инаку ќе кажам се. И Па добро, ние од Боки 13 слушавме нека ме пуштат, ќе кажам се. Па, ете, он, значи, кажува по мене, сега, некои работи ги измислува да им се освети на некои луѓе кои што веројатно... Но не значи дека нема што да каже. Па има, ама... Сигурно има што да каже. Во судница, значи, обвинителот многу веројатно би имал многу поголемо разбирање за него. Значи, денеска имаме ние еден принцип на опортунитет ограничен на обвинителот, да, ако се откријат многу посериозни кривични дела, може и да не го гони обвинетиот. За некој полесно дело или да му даде да предложи многу пониска казна. Добро, сметате ли дека во случајот Мухамед Секири, например, има политичка пресметка? Не. Апсолутно не. Апсолутно не. Мене, ако ме прашувате лично тука, мислам дека тука се запалиле доста сијалици, бидејќи имате одлив на пари во Хрватска, во Европска унија, не знам каде им се платени, меѓутоа таму имате многу посериозни институции кои што гледаат дека нивни граѓани во Македонија за некаков консултантски услуги за преструктурирање на поштата се исплатени средства околу 1.000.000 евра, мислам дека. 50 до милиони динари. Да, околу 1.000.000 евра и од таму веројатно се известени Европол, Евроджаст. Значи имате поврзаност помеѓу агенциите за спречување на перење на пари. И еден ден претходно, ако добро ги следите работите, американската амбасадорка кажа дека случаите на висока корупција не се процесуирани и ова се совпаѓа наредниот ден веќе апсењето. Така што не гледам политичка пресметка. Едноставно ние сме под постојан притисок. Тоа е она што се шпекулира низ градот, тоа не може да е така. Ова е политичка пресметка. Кумашинот или кумот на бившиот премиер и така. Не, мислам сега, ако се прашува Заев, пак ќе ви рече дека таму нема кривично дело. Знаете од каде доаѓа сега? Ние имаме обратно поставен систем. Ако првиот човек, ние имаме султански, односно премиерски систем. Ако првиот човек не прави криминал, и ако е многу решен да се пресметува со криминал, тоа ќе биде сигнал за подолните структури дека не треба дека не смеат и дека ќе одговарат. Меѓутоа, ако тие го гледаат дека него прави што сака, тој не се плаши веќе, заради тоа што знае дека премиерот има конекции со обвинители, со полиција, полицијата е под контрола, обвинителот е многу зависен од полицијата и они тогаш почнуваат да се осилуваат. Не може да секретарот на влада да го гледа премиерот дека печели 20 милиони евра на разни начини, со издавање на лиценци, со склучување на договори, давање на преференцијални тарифи за фотоволтаици, значи склучување на договори преку ноќ без ред, без тендери, каде што огромни средства се одливаат од државата и сега тој практично му ги подготвува сите документи и ги гледа. И тоа сосема е можно да му е речено, направи го ова тука, земи си и ти, за да не останеш без пари. Па, добро, например, ова е случај за консултантски услуги за приватизацијата на Македонски пошти, колку што сватив. И сега, може ли, да, тендерот е во 4 очи, но може ли сето ова да помине без некој да знае во влада? Или без да знае влада? Пазите, Македонски пошти, консултантски услуги, приватизација на Македонски пошти. Не може. Меѓутоа, таму имате онака меѓу редови или гласно кажано, не таласај многу, шефот стои зад ова и сите
ретерираат, не поставуваат прашања, он го гледа неговиот дел од колачот, на нешто друго ќе земе. И еден од факторите кои што многу не криминализира, кај нас прифатеното становиште дека одлуките на влада не може да бидат кривично дело. Значи, покривањето за одлуки на влада не смее да се третира дека таму не може да има кривично дело. Изгласување на закон во парламентот, да. Меѓутоа, одлука на влада не ја исклучува кривичната одговорност. Имавме ние скандалозни, значи, одлуки на влада. Со одлука на влада да се додели на тој толку и толку пари. Чекајте. Значи, со одлука на влада може некој, ако му текне, мене да ми даде 1 милион евра, така, или 10.000 евра месечно. Зошто? Па фин човек, на крај треба да пред пензија да има малку VIP потреби да ги задоволува. Значи, одлука на влада не исклучува кривичната одговорност. И тоа треба да го разберат. И обвинителство, и влада, и сите. Особено па вакви одлуки каде што е без тендер. Како оди во принцип пресетот на вакви држави во транзиција каде што се залутува? Знаете зашто? Видите, еве ќе земам вината и кај нас новинарите, на пример. Ние не се... Пазете, имате случај каде што премиерот и завршува во болница се отело со охрана. Што ви евре? Тоа во нормална држава, значи се крева на највисоко ниво, кај нас се смета, го заволело стомакот. Не, се отело со охрана. Тоа е индивидуална работа и напротив, мислам дека тоа... Тоа е премиер, без разлика кој е. Не можеме да имаме сега ние човек као Путин, кој што претходно му пробуваат храната 100 луѓе. Ама имаме луѓе кои што работат во МВР тоа. Ама не ја пробуваат неговата храна, ако седне он со пријатели на викенд, него му завршува работата во петок и се го отишел негде со пријатели, сака во некое мало локално кафанче да јаде и таму закачил некоја бактерија. Не може сега. Да видите, господин Туртевски, тие на гостување во емисија кои ќе доаѓаат прашуваат каде ќе седи премиерот, каде ќе седи министерот, во која чаша ќе пие, што ќе пие, од кај ќе пие вода. Мислам дека треба да го смениме тоа и ова не гледам тука нешто страшно што ја не го генерализирам страшно, туку не однака летаргично прифаќање на работите. Па вие ако не беше тоа значи каде лежи проблемот. Во економската независност на медиумите, значи штом владата годишно одвојува, не знам, имаше една бројка 11 милиони евра, ако не се лажам, за поддршка на медиуми. Што е тоа? Имаше една цифра таква нешто. Тоа беше порано, сега нема. Имаше доскоро, значи мислам дека и минатата година имаше за портали нешто, па добива некоја поддршка. Тоа е борбата сега кој што се бара. Значи запечатени имаше, да. Да, меѓутоа што е тоа? Тоа е подкуп и купување на поддршка. Да не се лажеме. Па што ќе ми мене сега, ако некој портал не е читан доволно и ако нема доволно реклами и ако... Добро, вие имате денес телевизии кои што, особено национални телевизии, 5 национални телевизии, кои што го бараат оној член 102 фамозен, да може да и се дозволи владата да се рекламира, да ги зима практично тие сони. И оваа влада подлегнува веќе на тој. Вакцинирајте се, бидете... Дури веќе беа и бойкотирани одредени настави на владата. Да, јасно е, они сакаат да се направи кампања, ама тоа е едно огромно поврзување помеѓу криминални структури, затоа што тој што ќе ги прави спотовите таму ќе измисли некои глупи, биди чесен, биди немој да крадеш, поминувај на зелено, немој на црвено, некои кампањи такви, и ќе земе 2 милиони евра за спотот и ќе го дадат да се рекламира на некои телевизии и тие телевизии после тоа ќе ја величаат владеачката гарнитура. Затоа велам ќе земам критиката и кај нас новинарите апропо случајот. Па вие сте еден од факторите во светот кој што... Ја можам за нашата телевизија да кажам дека ние пари од држава не сме земали, ниту сакаме да земаме, но одговорноста говорам на новинарите, како новинари, дека веќе се нема тој истинска... Па пазете, вие со затварањето на една телевизија, ја тот можам да го доведам во корелација со случајот Мартин Нешковски.
Ја ви тврдам дека тогаш ако не беше, вие се сеќавате и во бомбите, некое убиство, па обиди за прикривање едно друго, па го форсираше целиот тој случај, па за на крај да излезе дека е убиство. Но тогаш се појавува и сведоци. Вие денес никој не ви излегува, оставен сам да лежи додека да дојде брза помош. Страшно, страшно. Не знам дали имавте намера, јас би сакал овде малку да го разгледаме овој актуелниот случај со поднесената кривична пријава од страна на правообранителство за... Да, сакав да ве прашам за обвинителите од СЈО и за првиот човек, ако не се лажам, на финансова полиција, така или... Да, таму се обвинети Гаврил Буевски, Артан Аеро и Арафат, да. Значи, ова мене не ми се допаѓа, морам да со сета ограда дека сум пристрасен, заради тоа што сум работел со Аеро и со Гаврил Бубевски и знам колку самопрегорно работеа во тие предмети и значи многу далеко се не смеа да се идентификуваат со Катица, со глупоста што ја направи таму Катица. Меѓутоа, значи, што е работа на обвинителот во таков случај? Работа на обвинителот е да го замрзне имотот и да добие пресуда за одземање. Сео тоа го направи. Значи, има околу 3 или 4 дена кога судот им го враќа првото барање за да се допрецизира, што по мене е погрешно, затоа што во законот нема ограничување како мерките треба да гласат и која мерка може, која не може да се определува. Генерално е во законот речено дека се што е во насока на заплена на одреден имот е дозволено практично. Меѓутоа судот му бара точна спецификација со имотни листови, со број на возило, со број на камион, со број на багер и тука поминуваат некои 2-3 дена, во тој некој меѓупростор успеале овие да продадат еден дел од имотот или да го отуѓат, дали е продаден како што треба, не знам, меѓутоа да отуѓат еден дел од имотот, меѓутоа во пресудата тој имот е одземен. И сега треба да водите сметка дека при конфискација се одзема дури и од несобственик. Значи, ако се наоѓа дури на друго место, па се одзема, имате проширена конфискација која, да речеме, имот продаден или подарен во меѓувреме на член на семејството или на некој друг, се одзема и од него, независно што он во меѓувреме го купил. Он има право да си се расправа со тој што му го продал. Меѓутоа, тука се отвара стечајна постапка. Значи, завршена е веќе обврската, работата на обвинителите, се отвара стечајна постапка и во стечајната постапка Пуцко Петрол бара да ги добие предметите кои ги купил во меѓувреме. Тука е присутен правообранителот. Судијата го прашува правообранителот дали се противи на тоа Пуцко Петрол да ги земе тие предмети, да ги добие. Правообранителот вика дека не. Што не смел да го направи. И тоа судијата му укажува дека овие предмети, овие машини, овие имоти се веќе предмет на конфискација. Правообранителот вика јас не се противам. Сега во ваква ситуација дури правообранителот кој ќе види веднаш, бидејќи тој води подоцна постапката за впаричување за продажба на впаричување на тие машини, средства, тие треба да се претворат во пари иначе на државата и се тере. Значи, ако види дека одреден имот е некаде продаден, тој е должен да покрене постапка за поништување на такви правни дела, бидејќи се со намера да се изигра решението за замрзнување, односно правосилната пресуда. И таму има одредени рокови. Сега, што ми е мене многу симптоматично, ги спомнувате и медиумите. Со една спектакуларна најава, сите 4 емисии на Код одат као тука... Добро, сега тоа на Телма Сведенија, знам дека... ние третираме добро, таа... сега, немојте сега да мене
Јас и колеги критикувам, сега вие ќе дозволите малку... Не, да, ама меѓутоа сега на мој медиум да критикувам Не, како новинар значи ми е добро, малку, јас, да, вие не окей, критикувате. Да, но Значи, малку видите, во најавата се спомнуваат обвинителите, во емисиите нешто бегло, малку се спомнуваат дека нешто као нејасно, меѓутоа 4 емисии се прават, последната завршува во недела, во понеделник правобранителот поднесува кривична пријава за злосторничко здружување со намера тој предмет да оди во оделение за организиран криминал. Тука има сериозна игра. Јас сум сигурен дека кој има... стои зад играта? Мола? Кој стои зад играта? Па Ова некој на што крајот сака- ќе излезе дека државата му должи на трансмет, така? Па сега, тој што го добил имотот, значи кој е осомничен, да речеме, во некакво... Што Значи, тоа што за чекаме убиство- бројчаникот да врти, сега ќе испадне ние на Да. трансмет да го свртиме бројчаникот. За убиство прв осомничен е мажот. Се знае. Првиот е мажот, ако, значи, на жена, да речеме. И се гледаат кој би имал полза од убиството. Меѓутоа, ова е со намера да се елиминираат овие луѓе кои што ги знаат сите работи, како одела работата, како се спроведувала конфискацијата, кој затаил, и да се оцрнат, да им се прати порака. А може би има и некои персонални битки таму во Ме интересира, институција. баш ме интересира како ќе заврши, но Па јас знам како ќе заврши. Мислам дека ќе се отврли кривичната пријава, меѓутоа дали јавно обвинителство подосна ќе поднесе постапка за лажно пријавување, тоа ќе видиме. Меѓутоа во однос на имотот, јас би можел да кажам дека тешко ќе наплати држава заради тоа што на правобранителот му поминуваат роковите за покренување постапки за поништување на тие правни дела. добро, господине Тортески, благодарам што бевте гостин во студио 10. Ви благодарам што ме поканевте. Александар Тортески, гостин во студио 10.